Дали со методологијата во Државен завод за статистика, поранешниот директор Апостол Симовски се ставил во улога на законодавец. Се појави сомнеж дека пописот се водел според методологија која ја нема во законот за попис. По 4 години од пребројувањето, а по скорешната иницијатива на еден пратеник од опозицијата, судиите од Уставен со мнозинство гласови одлучија да поведат постапка за неколку одредби од методологијата, со која се спроведуваше последниот попис. Во официјалното соопштение од Уставен се вели дека мнозинството суди и ги стави оспорените одредби под сомнеж за нивната законитост, а преку тоа и нивната уставност. Основано се појави сомнеж дали директорот на Заводот за статистика имал законски основ за донесување на оспорените одредби, односно дали ги пречекорил своите овластувања и без законски основ во подзаконски акт уредувал законска материја. Доколку во втората фаза се потврди сомнежот, тоа би значило повреда на правната сигурност како фундаментален принцип на владењето на правото и повреда на начелото на поделба на власта, бидејќи се ставил во улога на законодавец. Иницијативата ја поднел пратеникот Скендер Реджепи од опозицијскиот Европски фронт. Тој ги оспорил посебните категории како вкупно резидентно и вкупно нерезидентно население, затоа што смета дека тоа го нема во законот за попис. Реджепи смета дека со оспорените одредби се повредува владењето на правото како темел на вредност на уставниот поредок и се создава правна несигурност. Дополнително тој навел дека е повредена еднаквоста на граѓаните како уставно загарантирано право, поради фактот што некој граѓанин, ако не се наоѓа во државата додека се врши пописот, му се скратуваат одредени права, меѓу кои и правото на вработување.